Македонија доправа ја започнува својата битка. Ова не е незиниот крај, нема договор кој може да ни избрише како нација. Ова е библиско име и библиска земја, и ниту еден историски процес не е еднонасочен. Ова на денешниот протестен собир во Прилеп го истакна лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Мицкоски пред прилепчани рече дека народот се чувствувал изневерен, оплячкан и понижен од сите политики кои што според него ги водела оваа влада во изминативе 2 години. Токму затоа Заев за брзо време ќе завршил на темната страна на историјата. Заедно ние ќе победиме и ќе чекориме и во јануари и во февруари, ќе дојде март, а потоа и април кога ќе дојде првата победа на претседателските избори. Победа која што ќе ги најави предвремените парламентарни избори, кога народот во Република Македонија ќе му каже едно големо не на Зоран Заев и групата околу него. Народот кој што го лажеше, народот кој што се чувствува изневерен, оплячкан, излажен. Мицкоски рече дека единствената цел на Заев и фамилијата била не развој на Македонија, туку што е можно повеќе да украделе пари и потоа да избегале во странство. Тој обвини дека владата 2 години ветувала економски раст од 5%, а не остварила ниту половина од тоа што го ветувала. Ги зголемувале даноците единствено само за да го полнат буџетот и за да потоа можат да крадат со тендери исклучени во 4 очи. Според Мицкоски, зголемувањето на даноците ќе донесело само преселување на бизнисот во странство и уште поголемо иселување на младите. Го укина Советот за јавни набавки, за да можат да им врват тендерите во 4 очи, да можат полесно да ги договараат провизиите кои што секој еден граѓанин на оваа држава знае дека се движат од 5 до 15%. А местото на исплата и тоа се знае. Еден ресторан, хотел во југоисточна Македонија. Кај нив игра само кешот и ништо повеќе и ништо помалку. Во Прилеп денеска беше и генералниот секретар на СДСМ Александар Кирацовски, кој оствари средба со дуќанџиите и истакна дека немало повеќе оркестрирани упади по фирмите и драконски казни. Мицкоски пак го нарече антизападен политичар без идеи. Нема повеќе од оние одмазнички упади во фирмите. Нема веќе затворање на дуќаните и опропастување на фирмите. Нема веќе драконски казни и нема рекет, што беше одлика на криминалното владење на ВМРО-ДПМН. Прилеп, Република Македонија ставија крај на оние кои што водеа во безизлез и направија никогаш повеќе да не се повтори тоа. Безидејното раководство на ВМРО-ДПМН, водено од Христијан Мицкоски, немаат ама апсолутно никаков план. Мицкоски нема став, нема визија, Мицкоски нема идеја за Република Македонија. Тој е дел од едно антизападно раководство кое што буквално е недостоинствено да ја води Република Македонија. Инаку денеска во Прилеп ВМРО-ДПМН одржува состаноци на извршниот и централниот комитет. Од Прилеп Дарко Штарговски за Сител телевизија.